Добро вечер, браќи и сестри. Или шалом. Овде разбираме што е шалом. Голем благослов е за мене што вечерова сум овде и што можам да зборувам за толку важна тема од пред 5 века, актуелна, тогаш актуелна во вековите кои што следува, но исто така актуелна и денес. Затоа сакам да изразам голема благодарност до пастор Константин Кајшаров и до црквата Блага Вест на Република Македонија за поканата и за можноста вечерва да се обратам до вас и да споделам збор 2 за темава. Ја ќе се надоврзам и на братот Јане и на пасторите кои што зборуваа пред мене и ќе се обидам да допрам во некои нешта кои што во овие 10 минути ќе всушност верувам ќе бидат за ваша полза и за ваш благослов. Како што спомна и сестрата, наша пасторка Јулијана, всушност реформатио на латински, бидејќи во 1517 година Библијата била во Западната Европа само на латински јазик, значи промена и враќање кон првобитната состојба, како што и напомена сестрата. Всушност станува збор за промена која што треба да не врати на вистинскиот пат. И Бог подига луѓе и тогаш и во вековите кои што следат, но и денес, кои што се духовни реформатори, кои што го враќаат човекот, но и повеќе од тоа и општеството на вистинскиот пат, на правиот пат, а ние знаеме христијаните дека само Господ Исус Христос е патот, но и вистината, но и животот, и само преку него можеме да дојдеме во пристап при Бога. Но одекот, ехото на 1517 година, како што напомена и братот Јане, се слушали изгаковите до денес. И можам да кажам дека борбата, битката на Мартин Лутер или повикот кој што го имаше тој, е повик за секој од нас. Зошто? Затоа што и тогаш, но и денес имаме две Европи, две општества, две индивидуи, што би рекли типешани, 2 човека, разбираш. Едниот е телесната Европа, а другата е духовната Европа. Мартин Лутер, поведен од Божиот дух, од Светиот дух, го прими духовниот повик и го виде тоа што се случува околу него низ Божите очи, таа телесност, таа телесна Европа, Европа која што се базираше на економската положба на црквата, на раскошот и скандалозното живење на свештениците, на занемарувањето на духовните обврски, како што впрочем и претходно напомена браќата и сестрите, трговија со високи црквени служби и фамозните познати контраверзни индулигенции, писма со кои што се простуваа гревовите. Каков преседал. Но бидејќи беше теолог и, како што напомена и пасторот и брат Николче, беше позната Божјата вистина и Божјото Слово и веднаш забележа и виде дека нешто не е во ред. Што би рекле ние во Скопје, нешто не штима. Нешто не е на линија на Божјата вистина. Со неговите 95 тези ја започна револуцијата, но со мирот кој што се случи во 1555 година само привидно се воспостави одреден баланс и равнотежа во тогашна Европа во средината на 16 век. Битката продолжи за да кулминира во 1618 година со почеток на најголемата, најкрвавата војна во Европа, братоубиствена војна која што траеше 30 години и заврши 1648 година со Вествалскиот мир, со која што се формираше на политичка основа Швајцарија, Холандија доби независност и Португалија се одрви од Шпанија. Зошто ја ви го зборувам? Не за да ви држам час по историја, најмалку ми е тоа целта, туку да ви кажам да гледаме со духовните очи. Кога Бог подига човек, подига луѓе, подига тим, подига служители, го подига народот, тоа се
случува со таква сила и интензитет, што ништо и никој не останува равнодушен. И затоа екот на 1517 трае до ден денес. И затоа се случуваат 150 години немири, битки, војни, убиства, прогони на протестантите, на луѓето кои што се следбеници на Мартин Лутер. Зошто? Затоа што пробивот на Мартин Лутер не е локален, не е само Берлин, околината, универзитетот и, да речеме, во тој дел на германската држава, тоа беа разцепени германски држави, не беше обедната Германија, многу држави че имаше Германија тогаш. Се шири во Швајцарија, се шири во Франција преку ги хугенотите. Познатата и контраверзна, а за протестантите фатална за жал, Катерина Медичи, во 1570 и некоја година, во така наречената Вартоломејска ноќ, убива неколку илјади протестанти во Париз, меѓу кои се кај да губи и принцот Анри, меѓутоа он се успеа да се, кој што е протестант, успеа да се спаси и потоа да дојде на власт, да го земе престолот и да успее во Франција да воспостави балансен отежа, односно еднаквост, тоа што се случи во Германија со Мартин Лутер, претходно да во Франција се воспостави еднаквост меѓу католиците и протестантите. За време на селската буна во Германија, од 1524 до 1525 повеќе од 100.000 луѓе протестанти беа убиени. Можеме ли да замислиме кој е тој прогон, кои се тие ситуации и да се ставиме во чевлите, да се вратиме малку назад во времето, што се случувало и што тие луѓе правеле за верата. Замислете, не писмени луѓе, бидејќи Мартин Лутер, како што кажа, 1534 година, бидејќи бил прогонет и затворен во еден манастир во Германија, седејќи во тој домашен, така наречен притвор, ја преведува Библијата од латински на германски, е веќе достапна на луѓето, и на луѓето се отварат очите и гледаат. И кога Бог ќе ти ги отвори очите, нема веќе враќање назад. И тоа се случуваше во Западна Европа цел 16-17 век и така натаму и така натаму. И тој одек, кој што според некој започна во Македонија со богомилското движење, кое што се пренесе во Босна, па и Хрватска, а потоа во Северна Италија и Швајцарија, и семето никулците од тој 10-11 век начна тоа семе плод, почна да дава во 16 век во Јужна Германија, сушност е кругот, да го кажеме со нас овде локално затворен, бидејќи ние овде во Македонија сме повикани не само како македонци, него како христијани, предци и секаде во светот да бидеме таа сол, да бидеме светлината која што преку која што Исус свети, со која што го солиме животот на луѓето и со која што преку која што Господ допира до нив. Браќи и сестри, со овој завршувам. Духовната Европа и телесната Европа постои денес. Ние како христијани треба да избереме страна. Ние веќе избравме. Но ако избравме, тогаш, така е, да го задржиме патот, чекорот со вистината Божја и да бидеме тоа што Бог не повикува да бидеме негови амбасадори, негови орудија, силата Господова која што действува во општеството, која што ги менува работите на подобро, бидејќи мисијата на Мартин Лутер и на реформацијата не е завршена, продолжува понатаму и тоа е секојдневно нешто со кое што се случува, бидејќи знаеме дека ние не си имаме работа со луѓе, туку со поднебесни сили на темнината кои што действуваат и кои што делуваат, бидејќи реформацијата имаше и контрареформација, која што кулминираше во инквизиција, која што кулминираше во језуитски ред, каде што илјадници луѓе беа убивани како контра одговор на тоа. Да не се плашиме, Бог е со нас, во ова време ние имаме насока и да се движиме по таа насока, да се движиме по патот, да шириме вистината и да го живееме животот победнички, а сето тоа е кулминирано во Господ Исус Христос. Амин.